Иако е против трошењето на средства за споменици во време на ваква голема економска криза, сепак премиерот Ковачевски не гледа ништо спорно во поставувањето на 20-метарскиот споменик во Ступчане. Според него, тоа било локална одлука на Советот на општина Липково и државата немала ништо со тоа, што секако е чудно ако се знае во чија слава и чест е подигнат овој споменик. Такви спомен обележја одобруваат и градот општините, тоа е изградено од општински средства и општинските советници и градоначалникот одлучиле дека тие финансиски средства треба да ги вложат во такво спомен обележје. Точно е дека тие обележја треба да не потсеќаат на времења кои што поминаа. Тие обележја такви треба да ни бидат школо и треба да од нив излекуваме искуства, дека треба да градиме држава која што нуди еднакви можности за сите граѓани, бидејќи да не забораваме дека ние сме мултикултурно, мултиетничко, мултиконфесионално општество. Но сосема поинаква е состојбата со загинатите македонски тигри во Кумановско диво населје, каде и по 7 години од крвавиот настан нема поставено никакво спомен обележје, ниту од општината, ниту пак од државата, со оглед на тоа што не станува збор за локални, туку за државни безбедносни сили кои го бранеле интегритетот на Македонија. Како резултат на ваквите двојни аршини на власта и сомневајќи се дека државата нема ништо да направи, роднините на еден од загинатите полицајци во диво населје, кој по мајка е прилепчанец, со сопствени средства на 3-та годишнина од убиството, споменик му подигнаа во Прилеп. Чувството е претешко, не можеме никогаш да го заборавиме и не ни е јасно како дојде до таа ситуација да го изгубиме толку млад, не само него и другите што беа со него. Тие беа многу млади, имаја живот пред себе. Треба голема одговорност некој да поднеси. Колку за споредба и на Карпалак во Тетовско, каде во 2001-та од заседа на албанските терористи беа убиени 10 македонски бранители од Прилеп, до ден денес нема изградено никакво спомен обележје, освен една мермерна плоча поставена на банкината и која досега е кршена на неколку пати.